Да се преиспита улогата и одговорноста на управата за јавни приходи, како фирмата што ја управувала дискотеката Пулс, МММ Кафе Доел Кочани, работела со блокирана сметка од јули 2024 година и кој ја отворил откако била затворена од УЈП во декември истата година поради неиздавање фискални сметки, реагираат од ДУИ и прашуваат кој и како имал влијание врз донесувањето на таквата одлука. Сепак, и покрај тоа што фирмата што ја управувала дискотеката, МММ Кафе Доел Кочани, имала блокирана сметка уште од јули 2024 година, истата повторно започнала со работа многу бргу, без никакви институционални пречки или законски санкции. Неповлекувањето на одлуката за забрана за работа, односно недозволувањето за вршење на работа, би значило дека кабарето немаше да биде активно подолг период, а со тоа, веројатно ни за кобната ноќ. Ако овие сомнежи се покажат како основани, тогаш тоа представува директен атак врз владењето на правото и демонстрира политичка интервенција во независноста на институциите. Од управата за јавни приходи за ТВ24 велат дека поради сензитивниот период ќе се воздржат од соопштување на информации, се со цел да се спречи влијание на истрагата. Управата за јавни приходи соработува со надлежните органи во насока на обезбедување на потребни докази и информации за потребите на истражните и кривичните постапки. Ја користиме оваа прилика за апел да не се шпекулира со информации и да не се изнесуваат информации кои не се потврдени од истрагата, вклучувајќи ги информациите кои се однесуваат на законските надлежности и постапките на УЈП, имајќи предвид дека целокупната јавност е потресена од овој трагичен настан. Мора да се истражат сите институции кои очигледно затаиле кога е во прашање работата на овој објект, рече адвокатот Туртевски во гостувањето во 24 анализа. Инспекција и полиција и УЈП која што го пломбирала за тоа што не ги исполнувал врските. Тука нема никаква дилема. Сите овие институции се надлежни во ваков случај. Меѓутоа сите затаиле очигледно. Инаку, според информациите од Државниот пазарен инспекторат, последната инспекција направена во објектот е во 2022 година.